Во денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Се излеа Косилска река, Орман под вода. Екипите на Охридските јавни предпријатија работат на санирање на последиците од обилните врнежи. Вевчани ќе добие киносала и мултифункционално игралиште. По американскиот мировен план за Украина, притисок врз Зеленски, Европа со порака, нема договор без нејзина согласност. За најавените и за останатите настани ќе ви информираме во дневникот кој започнува повременската прогноза. Останете со нас. Жито маркети ви донесува Метео на ТВМ. Во Охрид денеска имавме умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, ветровито и свежо со максимална дневна температура до 14 степени. Во текот на ноќта петок кон сабота ќе преовладува умерено облачно време со услови за слаби врнежи од дожд. Утре во западна и централна Европа обилен дожд и снег на повисоките предели. Североисточна Европа е под студена воздушна маса со врнежи од снег. Стабилно време се очекува во најголем дел од Пиренејскиот полуостров. Балканот е под силно циклонско влијание со центар над Јужна Италија и Јадранот, што условува обилни врнежи од дожд кои што ќе бидат проследени со силен ветер. По студена воздушна маса од североисток условува врнежи од снег во Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Западна Србија и делови од Западна Бугарија. Во Јужен Балкан врнежите ќе бидат интензивни со ризик од локални поплави долж Егејскиот и Јонскиот брег. Во Македонија во сабота ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, ветровито и посвежо со пад на температурите. Локално во северозападните и западните предели се очекува да наврнат и до 20 литри дожд. Над 1800 метри надморска висина со слаби врнежи од снег. Ќе дува засилен југозападен и југоисточен ветер кој што ќе достигнува брзина и до 40 км на час. Минималните температури ќе се движат во интервал од 2 до 12 степени, додека пак максималните дневни утре ќе достигнат од 8 до 19 степени. Во Охрид во сабота ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со слаби локални врнежи од дожд. Засилен југозападен ветер ќе достигнува брзина од 40 км на час. Минималната температура од 7 степени, додека пак дневната ќе достигне до 14 степени. Во Охрид во недела ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со слаби врнежи од дожд и температура до максимални 14 степени. Во понеделник студено утро со температура од 0 степени. Во текот на денот ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност и дневна температура до 8 степени. Во вторник умерено облачно време со сончеви периоди. Минималната температура од 2 степени, додека пак дневната до 10 степени. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка.
крај магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро лебот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Поплавени десетина куќи во селото Орман, Охридско. Нивите целосно под вода, мештаните одсечени од градот. Поради одрони и поплави затворене дел од патот Охрид-Свети Наум. Поплавени има делови во населбата Воска и на улица Железничка. Се излеа Косовска река, десетина куќи во селото Орман утрово под вода, со целосно уништена покујкнина. Поголемиот дел од нивите и пластениците се поплавени. Селото е одсечено. Поради надојдената вода, жителите велат не е временска непогода, се работи за човечки фактор, дивоградби околу реката, но и негрижа, нередовно чистење на коритото и каналите. Ние, верувајте, секоја година апелираме до ЦУК да се води рачун посебно за ова критично подрачје на овој дел од Коселска река. Некои несвесно дали ке пресечат врба или ке падне врба. Сетото така останува со години. Пред 10 години малку се прочисти еден дел од овај ток на речново корито на Коселска река. Ние баравме до Косел на неколку години. Мора да се внимава до Косел колку толку да се одржува речното корито. Зашто, верувајте, значи, никогаш при вакви, не беа големи дождови, бидејќи живееме со река во Орман сме, никогаш ова не се случило на вакви релативно мали врнежи. Родот во село Орман е потполно уништен, нивите и овоштарниците се целосно под вода. Жителите велат ке поднесат пријави и тужби до сите институции. Коселска река е рангирана како река од прва категорија. Не смее да се чепка во неа, а имаме околу 300 метра зид скоро направен, значи апел до соодветните институции да се преиспитат случаи и ние сега ќе подносиме како оштетени лица од Орман и од Воска пријава. Поради одрони и поплави затворен е дел од патот Охрид-Свети Наум. Поплавени има делови во населбата Воска и на улица Железничка. Од Центарот за управување со кризи велат значително се покачени водостоите на реките. Има излевање на повеќе места и ризик за поплавување на поединечни објекти. Активирани се екипите за интервенции до Косел, Опеница и кај Скребатска река. Екипите на јавни предпријатија на општина Охрид постојано се на терен и активно интервенираат за справување со последиците од обилните врнежи од дожд, кои го зафатија Охридскиот регион во изминатите неколку дена, вели градоначалникот Кирил Пецаков. Се работи на неколку локации низ градот каде што имаше поплавување на улици и јавни површини, предизвикани од излевање на водотеци и атмосферска канализација. Во делови од градот водата достигна повисоко ниво, поради што беше неопходно испумпување за да не се предизвикаат штети врз објектите, напиша градоначалникот во објава на Facebook.
Општина Охрид упатува апел до граѓаните да се воздржат од движење низ ризични подрачја, каде што има зголемено ниво на водата и да пријавуваат критични состојби кај надлежни служби. Покрај справувањето со поплавените површини, екипите на јавните предпријатија интервенираа и на неколку локации, каде што беа блокирани делови од јавните површини од паднати дрва. Силниот ветер кој дуваше во текот на ноќта и рано утрово урна дрво на ке Македонија. Екипите на Охридски комуналец веднаш излегоа на терен со механизација за сечење и отстранување на паднатото дрво. До пладне се нормализира движењето на шеталиштето. Поради обилните врнежи од дожд во последното деноноќие на повеќе локации во државата се регистрирани зголемување на водостоите на реките, како и одредени излевања, поплавени објекти и одрони, информираат од Центарот за управување со кризи. Додаваат дека сите надлежни институции се навремено известени од страна на ЦУК за сите овие појави и веќе се превземаат соодветни мерки за заштита на населението и инфраструктурата. Апелираат до граѓаните да избегнуваат движење во близина на речни корита, мостови и поплавени површини, да ги следат опатствата на надлежните служби, а доколку забележат било каква опасност, веднаш да пријават на бесплатниот број за итни повици 112 во ЦУК. На целата територија на државата на сила е жолто ниво на предупредување од поплави поради потенцијална опасност од излевање на реките. Од Управата за хидрометеоролошки работи на Македонија и за утре најавуваат пообилни врнежи на 30 литри на метар квадратен во 24 часа, локално во форма на невреме со засилен ветер. Вевчани ќе добие нова кино сала и мултифункционално игралиште. Со 400.000 евра од унгарскиот кредит ќе ја подобрува и инфраструктурата. Во Вевчани во тек е реализација на голем број инфраструктурни проекти. Градоначалникот Спасе Кочовски во новиот втор мандат планира да ја реновира киносалата и да изгради мултифункционално фудбалско игралиште. Во најмалата општина во земјава, последниве години силно се вложува и во реконструкција на локалните улици и патишта. Општината за таа намена доби 400.000 евра од унгарскиот кредит. За инфраструктурна, за реконструкција на улици. Најголем проект е реконструирање на 4 улици во износ од 2 километри, значи тие се главни улици низ Вевчани, целосна реконструкција, канализација, вода, подземна, електрична енергија, канделабриско осветлување и нормално реконструкција на градинката. Зеленото Вевчани последниве години привлекува се поголем број туристи, но треба да се работи на промоција и изградба на повеќе сместувачки капацитети. Нормално работиме активно на развивање на туризмот во Вевчани, да го направиме Вевчани поатрактивно место за туристите што доаѓаат. Зависи од интерес на приватниот сектор. Знаете, тоа е како ќе одлучи некој дека има економски интерес да изгради капацитет. Вистина, капацитетите во Вевчани се најмалку за 10 души, најмногу за сместување. Ни треба барем капацитет каде би сместил 5-60 души во еден автобус. Вевчани неодамна го доби првиот детски забавен парк. Првата зелена општина во земјава инвестира и во енергетска ефикасност. Општината обезбеди грант за зголемување на капацитетот на постоечкиот фотоволтаичен систем за производство на електрична енергија за сопствените потреби на детската градинка. Започна поставувањето на бетонските греди над патникот кај Подмолје. Директорот на јавното предпријатие за државни патишта Коце Трајановски информира дека интензивно се работи на реализацијата на проектите кои гравитираат долж автопатот Кичево-Охрид. Вчера започна поставувањето на бетонските греди на надпатникот кај Подмолје, а планот на јавното предпријатие е до крајот на следниот месец комплетно надпатникот да биде ставен во функција. За многу скоро од денес ќе се вози по новата автопатска делница од селото Климештани до Охрид, или целосно како автопатско решение ќе бидат ставени во функција дел од делница 4 и комплетно делница 5, информираше Трајановски. Почитувани гледачи, го завршуваме првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за довербата. Пријатно.